веќе 17:30. Јас мислам дека да се испочитуваме, да се почнеме точно на време. Ви благодарам, колешки, што се уклучивте. Потребен е, мислам, поголем број на присутни колешки за успешност на настанот, меѓутоа ние ќе се испочитуваме и ќе си почнеме ако се уклучат во ред, значи да не биде за џабе вложениот труд и вашето внимание. За тие што ме знаат, за тие што не ме знаат, ајде да се представам. Значи, јас сум Цветанка Петревска, од оваа година Ецвининг амбасадор на моето училиште браќа Миладиновци од село Дедебелци од општина Могила. Темата на денешниот мој онлайн настан ја одбрав самата. Како инспирација ми послужи еден онлайн семинар или обука која што ја проследив на Schoolnet Academy страната, платформата, каде што активно посетувам обуки и семинари. Се однесуваше на Artificial Intelligence или вештачката интелигенција во образовниот процес. Многу интересна тема, која што ние секојдневно се сретнуваме со неја и ја применуваме, меѓутоа во детали не сме запознаени или не ни се разграничени некои работи. Сакав да ја пренесам кај колешките, момент само за да ве пуштам сите да можете, и колегите. Значи, се вика вештачката интелигенција во образовниот процес. Денес ќе се запознаеме со дефиниција за тоа што е вештачка интелигенција, историскиот развој, типови на вештачка интелигенција и вештачка интелигенција во образовниот процес, тоа нас наставниците што не интересира најповеќе. По дефиниција, експертската група за вештачко разузнавање на високо ниво, формирана од Европската комисија, смета дека системите за вештачка интелигенција се софтверски или хардверски систем дизајниран од луѓе кои со оглед на сложената цел действуваат во физичка или дигитална димензија, согледувајќи ја нивната околина преку стекнување податоци, толкување на собраните структурирани или неструктурирани податоци, расудување на знаењето или обработка на информациите добиени од овие податоци и одлучувањето за најдобрата акција и што треба да превземат за да се постигне дадената цел. Значи, ова е една обемна дефиниција. Со други зборови, вештачката интелигенција може да се дефинира како компјутерски систем способен да извршува интелигентни задачи кои обично се поврзани со човечкиот ум, како што се толкување и обработка на информации, учење, расудување, решавање проблеми, предвидување, донесување одлуки и понекогаш исто така и создавање. Историскиот развој на вештачката интелигенција. Развојот го следи животниот циклус на новите технологии од неговото раѓање во 1950-тите години. Значи, почетокот се наоѓа токму во тие години. Уште се вика вештачка интелигенција лето, период на ентузијазам, возбуда и претерани очекувања. Бил проследен понатака со вештачка интелигенција зима, период на разочарување со намалено финансирање во истражувањата за вештачката интелигенција. Меѓутоа и покрај пречките, научниците никогаш не престанаа да работат на тоа. Напредокот во последните години е импресивен, благодарение на брзото напредување во компјутерската моќ и достапноста на големи количини на податоци, исто така познати како големи податоци, што доведе до значителни инвестиции во истражувањето и брзо ширење на индустријата, правејќи ја вештачката интелигенција голема технолошка револуција на нашето време. Неколку интересни податоци јас лично се обидов оваа презентација да ги извадам, вака како поконкретни, за да направиме мала разлика како течел историскиот развој. 1950 година тестот на Туринг, првично е наречен имитација на играта од Алан Туринг, е тест за да се утврди дали компјутерот може да покаже или не интелигентно однесување како човек. На овој тест испитувачот треба да утврди кој е компјутер, а кој човек. Значи, почетокот на вештачката интелигенција
било токму со оваа алатка или инструмент. 1966 година Елиза е една од првите компјутерски програми за обработка на природен јазик, што стимулираше човечки терапевт во разговор. Елиза не беше во можност да научи нови зборови и да одговори преку интеракција со луѓето, но бараше пакет инструкции и скрипти за да може да одговори на добиените влезови. Понатака друг значаен момент е 2011 година Siri е персонализиран когнитивен асистент контролиран од глас, кој може да одговара на прашања, да дава препораки, да закажува настани, да телефонира, да чита текстуални пораки и слично. Siri може да го толкува човечкиот јазик, да ги препознава неговите комплексности, како што се акценти и да се прилагоди на пребарувањата на корисниците и преференции. 2014 година е измислен системот Alexa. Јас овој систем лично имав прилика да го видам како функционира во Австралија, значи го користат најчесто во индивидуалните домови и опфаќа го покрива цел дом. Дигитален асистент способен за говорна интеракција, репродукција на музика, правење списоци со обврски, стриминг подкасти, репродукција на аудио книги, обезбедување информации во реално време. Alexa може да контролира и неколку паметни уреди дома во домот и може да послужи како центар на интернет на нештата. 2019 година, па до ден денес, значи, All for Good од Microsoft обезбедува технологија, ресурси и експертиза за да ги оспособи оние кои работат на решавање на хуманитарни проблеми и да создават по-одржлив и по-достапен свет. Значи, не е ограничен развојот само на овие неколку, има милиони мали и поголеми истражувачки новитети кои што се откриле, меѓутоа овие секако позначајни и издвоени и ќе има уште понатаму. Системите базирани на вештачката интелигенција може да бидат, значи чисто базирана на софтвер, действувајќи во виртуелниот свет, на пример, сега тука низ примери ќе можеме сите да препознаеме каде во вистинскиот живот навистина се сретнува вештачката интелигенција. Гласовни асистенти, софтвер за анализа на слика, пребарувачи, системи за препознавање на говор и лице и слично. Или пак може да бидат вградени во хардверски уреди, например напредни роботи, автономни автомобили, беспилотни летала или апликации интернет на нештата. Типови на вештачка интелигенција има некоја класификација ги класифицирала на 3 типови и тоа тесна вештачка интелигенција може да изведува една или неколку задачи, ова интелигенција денес постои. Општа вештачка интелигенција е слична на човечката интелигенција, ова вештачка интелигенција денес не постои, значи е само на теорија. И супер вештачка интелигенција, само свесна да ја надмини човечката интелигенција и ова вештачка интелигенција денес не постои, што не значи дека човештвото се труди да го постигне тој степен на развиток. Сега вештачката интелигенција во нашиот живот, ова многу интересно, значи покрај тоа што можеби не сме свесни за тоа, ние веќе користиме многу различни апликации во нашите рутини. Кога ќе се разбудиме, користиме ID или отпечаток од прст за да го отклучиме нашиот мобилен телефон. Кога ќе го отвориме Facebook, нашиот извор е персонализиран од систем на препораки. И ако некој објавил фотографија од нас во неа, дури и без да не обележал, Facebook ќе не замоли да ги прегледаме фотографиите и да провериме дали ние сме таму. Twitter и други медиуми за социјални мрежи ќе детектираат и блокираат содржина на омраза и напредни јазик. Вашата роботска правоснукалка ќе се движи низ вашиот дом за да го направи чист. Можеби се уште немате паметен фрижидер што ќе ви подготви список за купување, но паметните машини домашни веќе стануваат се почести во нашите домови и стигнуваат и кај нас. Понатаму, на пат кон работа, ќе ви бидат дадени информации за сообраќај во реално време, ќе знаете кои патишта да ги избегнувате и колку време ви треба за да стигнете на работа. Ова таму повеќе каде што се модернизирани, автоматизирани возењите. Или ако немате автомобил, може да се споделите со возење. Само потврдете вашата локација за подигање и ќе бидете во комбинација со возач за да ве однесе до вашата дестинација. Значи, кај автомобилите дигитални. Системите за
препораки преку интернет ќе предложат книги што може би сакате да ги купите или читате или филм што сакате да го гледате врз основа на вашите преференции. Додека пребарувате на интернет за да најдете информации за некој производ или услуга, ќе имате разговор со некој интелигентен агент, чатбот, значи долу во ќашето, на вашиот јазик. Кога ќе отворите вашата имейл пошта, спам филтерите ќе блокираат несакана имейл пошта да стигне до вашето сандаче. Кога составувате порака, вашиот систем за имейл пошта ќе понуди предлози додека пишувате. Доволно е да ги напишите првите две букви од зборот на приметки и да кликнете на копчето Tab за да се прифати предлогот. И така натаму, значи ова се мал дел од примери од апликации на вештачката интелигенција во секојдневниот живот. И сега нас тука не интересира вештачката интелигенција во образовниот процес. И покрај тоа што вештачката интелигенција, технологии станаа расширени во нашето секојдневие, тие се уште не се распоредени во образованието во иста мера. Сепак некои од нив веќе се интегрирани во различни активности за учење. Тие главно се користат во апликации и решенија кои поддржуваат учење за одделни студенти. Многу ученици веќе користат преведувачи на јазик, апликации за учење јазик, помагатели на математика, во наставничките по математика го знаат повеќе ќе ги кажат, генератори од текст во говор или автоматско преведување во нивните секојдневни училишни работи. Исто така постојат многу примери на употреби кои навестуваат како вештачката интелигенција може да го трансформира образованието во следните децении и да им се обрати на различните засегнати страни. Учениците, наставниците, администраторите, родителите, како и креаторите на политики. Вештачката интелигенција може да го задржа персонализираното учење, да им обезбеди на студентите континуирано оценување и повратна информација и да применат аналитика на учење за да го разликуваат процесот на учење така што ќе бидат прилагодени на индивидуалните потреби на студентите во реално време. Вештачката интелигенција покажа голем потенцијал за поддршка на студенти со посебни потреби со тоа што одговара на нивните способности. Други ветувачки употреби вклучуваат предвидливи анализи за намалување на напуштањето и проценка на нови вештини, како и подобрување на метакогниција на студенти и реализација на потенцијал на ефективно колаборативно учење. Поддршката за учење за соработка преку вештачката интелигенција вклучува адаптивно формирање на група, експертско олеснување, виртуелни агенти, интелигентна умереност, за да се формира група која најдобро одговара за одредена колаборативна задача. Пристапи за спроведување на вештачката интелигенција во образованието. Ова е интересно да се знае за секој нас како наставник, бидејќи ќе ни помогне како да си олесниме работата понатаму. Постојат 3 пристапи за спроведување на вештачката интелигенција во ученицата во зависност од целите на учење. Учење со вештачка интелигенција, учење за вештачка интелигенција и учење на вештачка интелигенција. Првиот пристап, учење со вештачка интелигенција, значи интегрирање на вештачка интелигенција технологиите во училницата за подобрување на учењето на учениците и подобрување на наставата. Значи, за да го подобриме учењето, е првиот пристап. Учењето за вештачката интелигенција значи стекнување нови вештини потребни за живот и работа во светот во форма на вештачка интелигенција. И трето, учење на вештачка интелигенција, примена на вештини поврзани со вештачката интелигенција за ефикасно користење и изградба на нови алатки и технологии за вештачка интелигенција. Во секој аспект од овие пристапи се спомнува, меѓутоа различна е нејзината примена во зависност од целта на учењето. И сега малку практични примери. Некој од нив ги издвоив јас, што не значи дека се само овие, сами ќе си препознаете и видите и сами можете да си го збогатите фондот на алатки на вештачка интелигенција кои што ние наставниците ги користиме, значи во специфични предмети, додека други може да се спроведуваат и преку наставната програма. Некои може да ги користат индивидуалните наставници, други пак низ целото училиште. Еве неколку испробани, тестирани алатки што може да ги користите во вашата училище. Токму ние со нашата работа во Etwinning проектите се запознавме со сите веб на 2.0 tools.
a isto така постојат и 3.0 tools, како што се еве пример Fibla, Story Jumper, Padlet, Weebly, Pixis Learning App, Avatar Maker, Wheel, Decide, SurveyMonkey, Mentimeter, Treeseeder, Google Docs, Photogrid, Light, Animoto, Filmora, Fountain, Zmap, Visitors, Bitable, Trace. Различни типови на апликации за различни намени, не мора сите да се знаат, сите апликации, например, за изработка на видео, ќе си пробаме која ни е најлесна за работа и најдостапна за нас, таа ќе си ја користиме, било да е тоа за статичен компјутер домашен, лаптоп или најчесто овие сите апликации имаат своја мобилна поддршка за мобилни телефони и многу е полесно од мобилен да се спојат и да се склопат видеата, отколку да се префрлуваат преку лаптоп, барем јас така ги работам. Проверка за проверка или за проценка на плагијати, ова интересно го пронајдов во обуката. Значи, постојат апликации кои што проверуваат и проценуваат дали некои дела се плагијати. Како, например, Backpack, салатка за автоматско оценување, што препознава ракопис на ученикот. Студентите или ја завршуваат својата работа преку интернет од било кој уред или поставуваат фотографија од својот труд. И системот, поточно вештачки интелигенција на латката, ја препознава дали е проценка или дали е плагијат или авторско лично дело. Grammarly, асистент за пишување на вештачка интелигенција и ред други. Јас ги одбрав некои како што се подостапни за нас. Еден друг аспект од обуката беше интелигентните системи за подучување. Тоа се компјутерски системи кои имаат за цел да обезбедат непосредна и прилагодена инструкција или повратна информација за учениците, обично без да се бара интервенција од наставник по човечки права. ИТС се вештачка интелигенција технологии кои најчесто се користат во образованието и тие доведоа до подобрување на учењето, најмногу во математиката и физиката. Тие возможуваат персонализирано туторство 1 на 1 и му возможуваат на секој студент пристап до висококвалитетни материјали и ресурси за учење. Некои ИТС го прават ученикот под контрола на собственото учење, за да го подобри развојот на нивните вештини за саморегулација, додека други користат педагошки стратегии за учење на скала, прилагодување на ниво на тешкотија и прилагодување на потребите на учениците. Студентите се обезбедени со нивната единствена персонализирана патека за учење преку активности за учење. Некои типови на ИТС може да ги вклучат студентите во разговор. Во иднина студентите можат да имаат своји асистенти за учење, додека асистенти за настава може да им помагаат на наставниците да ги направат своите инструкции поефикасни со автоматизирање на рутински задачи. Значи, нас ова вака не изгледа многу далечно, меѓутоа сите новитети за многу брзо време стигнуваат и кај нас. Значи, без разлика ние дали ќе ги одбегнуваме или ќе правиме опортунизам за нив. Пример еден е за ова AutoTutor, диалог базиран на ITIS, кој одговара тековни разговори со студенти на природен јазик. Ада, дигитален асистент развиен на коледжот Болтон во Велика Британија, се користи за поддршка и зајакнување на наставата, учењето и оценувањето. Значи, ова малечко знакче како дел од вештачката интелигенција апликација, преку кој што дигитален асистент може да се користи во поддршка на учениците во наставата. Ова мене блиску ми е Али, како leading teacher за CodeWeek. Кога работевме неделата за кодирање, се избираше име како да се вика маскотата на неделата за кодирање, го крстија Ели, зголемена употреба на едукативни чек-ботови кои обезбедуваат основни информации и одговараат на прашања, например Ели во неделата на код на Европската унија. Значи, како чет-бот, за да одговори на прашања на кои што му се потребни на учесниците во реално време, значи веднаш кога ќе се постави прашање. Значи, тоа дел е од вештачката интелигенција. Која е поврзаноста на вештачката интелигенција и оценувањето на учениците? Додека наставниците веќе имаат искуство со автоматско одбележување на прашања со повеќе избор, алатките за вештачка интелигенција за оценување на есеи и обезбедување на длабинско формативно оценување се уште се во рана фаза на развој.
тука може да се поврзиме со, јас барем тука гледам врска, со наставата на далечина сега во време на пандемија и сите видови на тестови кои што наставниците ми ги задаваја на децата, колку беше полесно со автоматско бележување на прашања за повеќе избор, отколку да се оцени точно есеи или формативно оценување во текот на наставната година и навистина значи е тоа потешко. Употребата на вештачка интелигенција за проценка и предмет на академско истражување многу годе. Според извештајот на НЕСТА, оценувањето водено би вклучувало континуирано оценување, следење на напредокот на учениците во чести интервали, анализирање на нивното подобрување и обезбедување на времена и фокусирана повратна информација без дополнително оптеретување на наставниците. Ова добро би дошло на нас наставниците, на автоматизирано оценување да имаме за сите деца, меѓутоа никогаш не може да се избегне факторот на тоа. Авторите сметаат дека ова е можност за радикално трансформирање на неформалното оценување, како што се дневни или неделни тестови за пријавување и поформални проценки како што се испити. Вештачка интелигенција, образовниот процес може да го види крајот на оценувањето како што ние го знаеме и да помогне во пренасочување на оценувањето од настава на тест кон длабиско разбирање. Употребата на обработка на природен јазик, анализа на однесување и емоции и технологии за следење на очите ќе помогнат да се проценат повеќе аспекти од самото учење на студентите. Вештачката интелигенција може да им обезбеди на наставниците, учениците и родителите повратна информација за тоа како учениците учат, колку се мотивирани, како се чувствуваат и како реагираат на ситуација на учење. Ова е добро да го знаеме, бидејќи еве на каде се водат истражувањата и новитетите во поглед на оценувањето и ништо чудно во скоро време да има и промени во начинот на однесување и автоматизирање преку вештачката интелигенција. Овде ќе се задржам кратко на вештачката интелигенција и кодирањето, бидејќи се заедно поврзани. Не се сомневам дека повеќето од вас учествувале во кодирачки активности. Моделенска настава значи почетно основно ниво во вишите оделенија, наставниците кои што работат сигурно одат на повисок степен на кодирачки активности. Кодирањето се однесува на пишување прецизен пакет инструкции што компјутерот може да ги разбере за да изврши дејство креирање код за компјутерско програмирање. Кодирањето е според тоа примарен метод за комуникација помеѓу луѓето и машините. Исто како и во човековата комуникација, во кодирањето има неколку јазици, наречени програмски јазици. Истражувачите за вештачка интелигенција развија неколку специјализирани програмски јазици за вештачка интелигенција и тука е поврзаноста помеѓу кодирањето. Еден од основните јазици е Python, лесно и брзо се учи, а 0 до 30 линии на Python код можат да ги потврдат повеќето идеи за машинско учење. Значи ова наставниците кои што работат програмирање е дел од нивната секојдневна работа. За повеќе информации посетете страната на неделата на кодирање codeweek.eu, која што е една обемна тема, која што може би ќе биде тема на некој нареден твининг настан, многу интересна и зазема се поголем дел од нашата работа, од нашето секојдневие со своите активности. Интересни се многу за децата, многу сакаат да учествуваат во нив, малце се поспецифични од секојдневните наставни содржини, а и мислам сега тука колешките кои што се во тие клубови кодирачки во училиштата веќе добија некоја насока дека треба да се формираат и да се работат во предметна од 6 оделение нагоре со кодирачки активности. Некој може да ете така да оливераме дополнува микробит, точно, да. Со малите апаратчиња кои што во некои училишта може би се напред, во нашето мислам дека е во почетна фаза, бидејќи јас не сум вклучена во тоа за оделенска настава не важи, важи за предмет. Вештачката интелигенција може да овозможи трансформација на образованието кон потребите на иднината, една многу силна мисла која што изрекла Илка Тломи. Точно така, повеќе информации за вештачка интелигенција и ресурси има на многу богата колекција со вакви информации, а тоа е на страната на vakele.com.
Значи, овој линкот тука долу во оваа презентација ќе биде ставен на располагање. Јас тука не можам во моментот да го ископирам, инаку можам да ви го напишам во чет. И сега едно сума сумарум да заклучиме по однос на вештачката интелигенција. Во текот на последната деценија постојат неколку предизвици на учење, вклучително и вработка на јазик, расходување, планирање и когнитивно моделирање, да се решат од апликациите за вештачка интелигенција. Всушност, образованието и вештачката интелигенција се направени едни за други. Додека образованието е средство за развој на умови способни да го користат базенот на знаење, вештачката интелигенција обезбедува алатки за развој на попрецизна и детална слика за тоа како се работи. Постојат многу предности што вештачката интелигенција ги обезбедува, како туторство, оценување, каква било персонализација во образованието, повратна информација за квалитетот на курсот, непосредна повратна информација до студентите и така натаму. А неколку претходни примери навистина го покажуваат тоа што го се паметно создавање содржина од дигитализирани водичи на учебници до индивидуализирани дигитални интерфејси за учење се воведуваат на сите нивоа. А крајната цел на вештачката интелигенција секако се вели дека е виртуелен полеснувач за следините за учење. Тоа е да се создадат виртуелни ликови, слични на луѓе, кои што ќе можат да размислуваат, да действуваат, да реагираат и да комуницираат на природен начин, одговарајќи и користејќи и вербална и невербална комуникација. Исто така има за цел да го отвори патот за нови патеки за учење во следните години, бидејќи образованието е домен во голема мера управувана од интеракција меѓу човек, а сепак интеграцијата на вештачката интелигенција е побавна за да се развијат потребните атрибути на одговорност, прилагодливост и разбирање сличи на човекот, а затоа пак учителот е незаменлив како носител на воспитно-образовниот процес. И тука стигнавме до крајот на денешната презентација. Мислам дека беше кратка и обемна вака со материјал како првично запознавање. Ми беше и мене многу интересна како тема, како поттеми има милион мали други подрачја на кои што може да се разговара и да се обработи секое од нив. Јас ви благодарам многу што одвоивте време. Не мора да трај нашиот состанок до тогаш кога е закажан. Ви давам збор на сите кои сакате слободно нешто да кажете. Да се слушниме, да се поздравиме, со некој се имаме видено, со некој не. И ќе ми биде многу мило да се сретнеме повторно кога ќе поминат летните одмори од септември. Фала, Јасминка. Интересна презентација. Ако сака некој слободно може нешто и да пише во чет, значи не мора да се уклучи во живо. Благодарам, Душанка, и на вашето присуство. Се надевам дека ќе се видиме повторно нареден пат со некоја друга наредна тема. Поздрав, Оливера, и до вас. Имајте вие убаво лето. Да се одмориме ова лето, да ги наполниме батериите и од септември повторно во нови предизвици. Кристина, поздрав и до вас. Ви благодарам за вашето присуство. Знам дека малку е незгоден овој летен период. Ние како Етвининг амбасадори, нашите обврски треба да си ги завршиме до крајот на месец јули амбасадорите со нивните настани новоизбраните, па од септември со нов распоред и порелаксирано заедно со другите обврски. Сепак знаеме, значи дека е веќе летен период, некој од скоро сите сме веќе на летен одмор, така да се ви благодарам сепак што одвоивте време и што се приклучивте на оваа презентација. Поздрав Виолета, поздрав Јана, ви благодарам и вас, се најдобро. Мислам дека
тука може да завршиме. Ве поздравувам сите, уште еднаш ви се заблагодарувам за вашето присуство и се надевам дека повторно ќе се видиме во некоја наредна средба од септември со некоја нова тема. Уште еднаш ви благодарам и имајте убаво лето сите. Поздрав!